Тука со Главниот одбор, градоначалникот на Штип, заменикот министар и со представници на Светската банка и на Европската инвестициона банка. Со ова посета ги активираме првите чекови кон завршување на клиничката болница во Штип. Завршувањето на клиничката болница Штип е највисок приоритет на владата, на Министерството и секако на градот и на регионот и ќе биде во целосен фокус. Светската банка и Европската инвестицијска банка се влога и на финансирање и на техничка поддршка на проектот. По посетата ќе следи фаза на брифирање, пошто ќе утврдиме точната временска рамка на завршување на тендерската документација, објавување на новиот тендер и избор на изведувач за завршување на работите во клиничката болница Штип. По 3-годишен застој, односно прекин на договорот, ставаме максимален приоритет и екипираност да се подигнеме на нивото на задачата да ја завршиме работата. Очекуваме целосна поддршка и од болницата и од општината, бидејќи сите заедно сме заинтересирани да ја исполниме задачата. Толку. Да, само да ве прашам, доколку се биде во ред, има ли некој ориентационен датум или период кога би требало да се стартува со новата КБ? Ние очекуваме за 2 месеци да бидат готови ревизиите на постоечката ситуација, што ќе биде основа за објавување на меѓународен повик за завршување, да дадеме 3 месеци за избор на добавувач и на склучување на договор. Ќе работиме со компании со меѓународна репутација и капацитет да ја завршат работата. Морам да кажам дека сега имаме одредено искуство со реконструкциите на оперативните блокови во 8 септември во клиничкиот центар, кој се најсензитивниот дел и најскапиот дел во овој зафат, така да мислам дека можеме да донесеме мудри одлуки за да нема проблеми како што имаше во претходниот период со изведувањето на работите. Колкава е штетата од невремето во КБ Штип? Има ли проценка? Има ли конечна бројка? Мислам дека председателката повеќе би има. Првична проценка е во денари неколку милиони, но чекаме извештај од осигурителната компанија и уште една проценка затоа што после првиот чин од невремето секако се појавуваат други делови и работи кои треба да се реконструираат. Тоа се однесува на кровот на третиот спрат, каде што е сместено ортопедското оделение и ортопедската сала, како единицата за интензивно лекување и кома центар. Тие се најоштетени бидејќи се останати без крв. Колку пари кажате? Мола? Колку пари ќе чини кров? Па сега не знаеме, чекаме проценка и од тоа, сигурно ќе биде милионска штетата во денари зборува. Секако е тоа голема. Министерот едно прашање, ако може. Министер, ние следиме состојбата во објектот на клиничката болница Штип. Во нивниот буџет имаше предвидено одредени средства за реконструкција. Министерството ќе следи работата и во состојба на проценката ќе ги одобри неопходните средства да се завршат работите на време и ортопедија да биде ставена во функција час поскоро. Министер, да ни кажете колку посто е изградена новата болница? Што се е изградено, а што не е изградено? Во новата болница финансискиот дел е на 30% од проектираните износи, меѓутоа завршените работи се со во смисла изведени за нечиски работи и слично е поголем обемот, бидејќи тоа е поевтиниот условно да кажам делот изведбата. Поскапиот дел е машинскиот дел, оперативниот блок и секако новата опрема што треба да ја обезбедиме за болницата. Значи финансиски изведбата е 30%, таа е затворена карабина со најголем дел од фасадата затворена и со најголем дел од инсталациите веќе завршени. Останува да се дозавршат тие фази, завршување на оперативниот блок и секако внесување на опремата. Збориме за првата фаза
на работата. Втората фаза опфаќа рушење на стари објекти, обнова на нив, изградба и спојување во една функционална целина. Кои се рушат објекти, кои ќе се... Спрема планот, овој позади треба да се суши, овој треба да се реновира. Така, министре, вчера премиерот посочи дека поради хиперхлорирање во водоводот во Гостивар се појавила нова бактерија. За каква бактерија всушност станува збор и од кога ќе можат веќе гостиварче да водат? Значи, оно што го кажува премиерот, дека сакаме да бидеме максимално сигурни пред да дозволиме водата да се употребува за пиење и за подготовка на храна. Значи се следат пробите, тие ќе продолжат и во текот на викендот, значи секој ден од повеќе кориснички места се земаат проби. Во моментот чим 3 едно по друго проби ќе бидат соодветни за пиење, ќе биде ставен во употреба водовод. Оно што е важно дека водата сега може да се употребува за други намени, а не за пиење и подготовка на свежа храна, така што тој дел барем е разрешен. И тука не можеме да шпекулираме. Треба 3 теста на кориснички места да бидат соодветни за да може да АХВ ја повлече забраната за употреба на вода за пиење. Така, колку анализи се направени и третата анализа кога треба да секој ден се прават анализи од најмалку 9 кориснички места, која ќе биде соопштено. Значи, многу е неблагодарно да предвидам какви ќе бидат тестовите. За колку време еве може да добијат исправна вода? Значи, може да има еден тест кој не е соодветен и повторно да треба 3 нови теста, 3 нови дена. Стварно е неблагодарно да предвидувам што и како ќе биде. Рековте вчера дека 300 специализанти треба веќе да го решат своето екзистенцијално прашање. Дали има некои детали околу Штипската клиничка болница кога тука треба да се реализира? Во основа имаше еден стар повик кој сакаме да го ажурираме, бидејќи дел од луѓето што тогаш конкурира веќе се вработени на друг начин. Откако ќе ги ажурираме, апсолутен приоритет имаат општите болници, клиничките болници надвор Скопје. Така да ќе направиме се што можеме да бројот на специјалисти во Штип се зголеми. И не само во Штип, генерално во сите општи болници, клинички болници. Колку е за Штип предвидено? Нема предвидено, значи треба повторно да го обновиме интересот на специјализантите, да видиме што недостига тука, да направиме спојување на специјализанти со потреби, тогаш да установиме точна бројка. Ала многу. Може ли само тука да земеме инсерте со колегите со снимателите за провод? Добро.